Вчера кошаркарската легенда Pero Антич беше избран за председател на Кошаркарската федерација на Македонија. Еден од најпознатите македонски спортисти ја презеде функцијата во тешки времиња за македонската кошарка. Доколку се осврнеме на истокот, овде функционираат два стабилни клубови: Дино Баскет во Кочани и Баскет Кам од Македонска Каменица. Штип повеќе нема професионален кошаркарски клуб, а приказната на екипата на Гоце Делчев се заврши со ненаоѓањето на спонзор кој би го одржал клубот во живот. Штип е градот во кој е донесена кошарката во Македонија. На 27 август 1933 година Тодор Кошевалиски ја донесе првата баскет топка во Македонија. Она што е тажно е тоа што градот каде за прв пат бил постигнат првиот кошаркарски поен. Денес нема кошаркарски клуб кој ќе им парира на големите работнички Куманово или МЗТ. Некогашниот силен кошаркарски клуб Астибо веќе одамна е историја. Но што би можел да промени Антич и федерацијата во тој поглед? Одговорот е многу. Федерациите се носители на дејноста спорт и највисоки тела на спортските гранки во земјава. Па од нив извираат сите детски и младински школи, организацијата на турнири, првенства и поттикнување на младите. Но и најмокната алатка, тие се во директна комуникација со ФИБА, од која умешно раководство може да извлече многу. Pero Антич е еден од најуспешните македонски кошаркари на сите времиња, кој 3 пати беше европски првак, а одигра и 2 сезони во NBA лигата, со што стана единствениот македонски кошаркар кој заиграл во најсилната кошаркарска лига во светот. Прва задача на Антич е да го формира управниот одбор, зашто новиот председател побара од делегатите 15 дена. Сигурно дека еден од главните соработници на Антич ќе биде Тодор Гечевски, кој се споменува за функцијата генерален секретар. Инаку Антич е 10-тиот председател на Кошаркарската федерација на Македонија по осамостојувањето.